опасноста пожарите никако да ја одминат Малешевијата. Времето, односно силниот ветер, не им е сојузник на спасувачките екипи и на пожарникарите, како од земјава, така и од странските спасувачки служби. Телма беше токму во моментот во 13:30, кога пожарот беше ставен под контрола над селото Будинерци. На оваа локација, каде што беа ставени резервоарите за вода, од кои што вода полнеа и австриските спасувачки служби, а местното население и нашите спасувачки сили исто така им помагаа, пристигна буквално огнот, тоест огнените јазици пристигнаа токму до на неколку метри од резервоарите за вода. Меѓутоа, подготвеноста и ангажираноста на самите спасувачки екипи не дозволија тој да се спушти до селото Будинарци. Но еве да видиме каква состојбата беше уште во текот на раните утрински часови и што се случувало до 13:30 од изјавите на градоначалникот на Берово Звонко Пекевски и од Борче Бојчевски од Национални шуми. Опремата е тука, меѓутоа за целосно незино распоредување, движење по теренот, многу не е потребно местното население, бидејќи го знае теренот и едноставно безрезервно несебично се вклучи во помошта, бидејќи сепак заеднички ова го прави. Во овој дел, значи, атар на село Митрашинци, пожарот уште синоќа беше локализиран, тоа е истиот фронт кој што држи дури од Делчевска страна, од село, од Пасјак, што помина покрај Црник, Пехчево, Чифлик, Умлена, Робово, Мачево, еве го сега на Будинарци и дојде до атар на село Мачево, каде што веќе конечно можам да кажам дека е ставен и под контрола, односно ќе биде локализиран до покасните ноќни часови. Од шумскиот пожар, тоест од огнените јазици, селото Будинарци го спасуваат не само мештаните, туку и жители од Пехчево, од Берово и од останатите села во Малешевијата. Ги затекнавме жители од Пехчево, а затекнавме и многу луѓе кои што дошле со градежните машини да им помагаат на спасувачките екипи, да им пробиваат патишта, но исто така и да ги уриваат и дрвјата за полесен пристап да имаат до непристапниот терен во шумата над селото Будинарци. Но еве да ја слушнеме сликата која што тие ни ја пренесоа во изјавите на што ни ги дадоа пред камерата на Телма. Веќе четврти-пети ден како работиме на тоа да завршиме, да помогнеме на сите. Ошче има страх. Додека не се стивне од джине, така че мора тука да сме, мора да вардиме. Пробавме, ама не успеавме денеска, пошто пожарот се приближи многу на кај нас и не успеавме да го пробиеме патот за да се направи процеп преку шумот. Ветерот не ни направи беља. Весна, ние во моментов сме во кампот каде што се стационирани австриските спасувачки сили. Тоа не се пожарникари, туку се доброволци, волонтери, кои што се активни на терен заедно со бугарските пожарникари, но и со словенските. Македонските спасувачки екипи, тоест од Национални шуми, како и пожарникарите, велат дека нивните совети, меѓутоа и нивните искуства за време на гаснење на вакви шумски пожари многу им користат. Од она што тие биле на терен, ни пренесоа на нас, велат дека пожарите во Малешевијата ќе траат се додека не заврне дождот. А според временските прилики, тоа се очекува во наредните денови да не падне буквално капка дожд. И затоа се очекува на одредени делови во шумите и да се појавуваат и буквално пламени јазици, тоест огнени јазици. Попат додека пристигнувавме кон Малешевијата, видовме неколку буквално огнени јазици, и тоа на различни локации, од селото Митрашинци до селото
Будинарци. Овде во кампот на австријските војници беа евроамбасадорот Гир, како и сите останати амбасадори, чии спасувачки екипи учествуваат во гаснењето на шумскиот пожар во Малешевијата, како и во разловечкиот, тоест во пијанечкиот дел. Евроамбасадорот Гир е воодушевен од организираноста и екипираноста на спасувачките екипи, но исто така и од координираноста помеѓу сите институции. Да видиме што кажа евроамбасадорот Гир, како и директорот на Дирекцијата за заштита и спасувања токму пред 10 минути. Навистина временските услови од време на време се менуваат. Значи сабајле имавме ситуација каде што навистина временските услови беа многу поповолни и имавме ситуација каде што пожарот кај селото Будимирци значи се спојуваше едниот со другиот. Тоа е навистина реткост кој што можеме вакви ситуации да го видиме, но што му помага доволна на ситуацијата да става под контрола, односно да изгоре сето тоа што е за изгорување, а од друга страна да сите припадници кои што се на терен оневозможуваат да он се проширува на други предели. Јас сум длабоко импресиониран од професионалноста и посветеноста на различните тимови од Австрија, Бугарија, Словенија, но исто така и од посветеноста на локалните тимови. Весна, во селото Будинарци затекнавме некаде околу 600 луѓе ангажирани за да го спасат селото, односно огнот да не дојде до првите куќи. Како што можете да видите од нашите инсерти кои што ги направи нашиот снимател Наум, тоа можеше да се види како едноставно дрво гори во рок од 20 секунди. Исто така ги забележавме екипите кои што веднаш по гаснењето на дрво или на сува трева по него одат и ги догоруваат жаровите. Ние остануваме Весна овде во Малешевијата, се менуваат ситуациите, како што реков, сојузник тоест непријател на нашите спасувачки екипи, како и на странските во моментов е токму ветерот.